Реформите во здравството треба да придонесат семејните лекари да бидат основата на секој здравствен систем. Лекарите велат дека доколку во иднина се превземат чекори кои ќе придонесат за намалување на нивната административна работа, тие би можеле да пружат услуги за своите пациенти и во домашни услови кога оваа потреба е неопходна. Семејните лекари треба да одат за своите пациенти кои што не можат да дојдат до амбулантата во домашна посета. Тоа не е многу застапено, но понатака со растеретување од административните од администрацијата со која што е оптеретен семејниот лекар, мислам дека ќе има повеќе можност и во домашни услови да му пружи здравствена услуга на пациентот. До крајот на 2020 година сите матични лекари треба да станат специјалисти по семејна медицина. Токму тие се оние кои најдобро ја познаваат здравствената состојба на своите пациенти. Матичен и семеен лекар е едно исто. И матичниот и семејниот лекар си има своји пациенти кои што добро ги познава, ја знае фамилиарните наследни болести, ги знае многу детали од начинот на реагирање на различни болести, наследни болести ви кажав. Така да владее со повеќе податоци отколку другите специјалисти. Семејните лекари со својата работа во иднина треба да придонесат за растеретување на здравствениот систем на секундарно и терцијарно ниво, а со цел обезбедување на квалитетна здравствена услуга за пациентите.